Лекарите во Гостивар периодов имаат полни раце работа со пациенти кои развиваат симптоми на грип или ковид. Со оглед дека манифестацијата на вирусите е слична, единствено тестирањето може да потврди со што се заразени граѓаните. Од оние кои се праќаат да направат тест, скоро сите добиваат негативен резултат за коронавирус, што упатува на тоа дека гостиварци се на удар на сезонскиот грип. На инфективното одделение има по 30 амбулантски прегледи, а нема ниту еден хоспитализиран. На одделение моментално немаме пациенти. Значи амбулантски е зголемен број на пациентите. Дали е со сезонски грип или со омикрон не можеме да кажеме. Значи ние ептен сумливите, сомнителните што се за омикрон или за коронавирус, ние ги прачаме да направат брзи тестови. Во најголем број, да не кажам 98%, доаѓаат негативни тие тестови и ние ги третираме како сезонски грип фактички таквите пациенти. А какви симптоми имаат? Симптомите се исти како и со короната вирусот, значи се со покачена температура, малаксаност, болки по цело тело, гушоболка, значи студ, треска, значи сите, дури некои имат и нагони на повраќање со пролив. Медицинарите проценуваат дека за 10 дена ќе се покаже дали новиот вид ковид, омикрон, го има во Гостивар. Ако се знае дека голем број печалбари празниците ги поминаа во родниот крај, а вирусот е раширен и во соседството. Со короната знаеме дека инкубацијата траеше до 2 недели. Омикронот читам дека е многу побрза инкубацијата, значи е 3 до 5 дена. Значи ние ќе чекаме, еве и 2 недели ќе чекаме да видиме како ќе биде со бројот на ново заразени. Иако во Македонија бројот на заразени, еве вчера видоме дека скоро 1150, мислам така беше. Значи и во соседниве земји е алармантно. Значи денеска читав Сабајле, Србија е 5200 и значи според бројот на население тука сме. Состојбата со коронавирусот на гостиварското подрачје се држи на стабилно ниво, со спорадични случаи. Минатата недела беа регистрирани вкупно 14 новозаболени.